Почитувани, целта на ова денешно обраќање ќе биде пред новогодишната честитка од Синдикатот на полиција во Македонија до Министерството за внатрешни работи, а исто така ќе му испратиме искрени честитки за нашиот најдобар, нашиот единствен и неуморен министер Оливер Спасовски за наредната 2022 година. Но да почнеме поред. Ланската година, ово време, испративме честитка до Министерството за внатрешни работи и министерот Оливер Спасовски. Посакавме во самото министерство да се стави крај на сите неправди, крај на незаконските распоредувања, крај за поставување на незаконски раководители, на мобингот. Посакавме и подобар колективен договор, зголемени плати барем 10%, ветениот додаток за коронавирусот. Посакавме конечно да се набават сите видови униформи. Искрено посакавме да се престане со спровување со синдикалните представници и конечно да исполни нешто за што претходно ветуваше – индивидуална одговорност. Од тогаш поминаа 365 дена. Па еве, бидејќи знаеме дека сите што направивте во годинава што изминува и што исполнивте, повтор пат да посакаме во новата година, можеби и старите неисполнети работи. Најпрвен, министре наш Спасовски, ти посакуваме да смениш најголем дел од твојот кабинет, бидејќи очигледно е дека твој тим не дава никакви резултати. Колку побрзо го сториш тоа, толку се реални шансите да се вратиш во реалноста и почнеш да ги решаваш проблемите. Само што малку подзастана, со незаконските решенија, во 2021 година, хит ти се писмените наредби. И тоа си даваш упорно со месеци и години на работници, иако знаеш дека тоа е спротивно на законот за внатрешни работи. Колку пати Државниот инспекторат за труд те предупреди дека го кршиш законот? Можеби денес си сегнуќен, мисли си, но денот на барање на одговорност за тоа е близко. Посакуваме веднаш дел од твоите раководители да престанат да лечат лични фрустрации и да престанат со вознемирувањето на своите вработени. Лани посакавме да набавиш комплет униформа. Ти не послуша и во средината на месец ноември оваа година им подели летни кошули и летни блузи со кратки ракави на полицајците. И оваа зима, поради неспособност на службите и јадници млади колеги, минусните температури ќе ги мрзнат и ќе поминат со летни јагни. Баравме и нов колективен договор. Вие со вашиот партнер за веки веков го подпишавте најлошиот и најштетниот колективен договор за вработените. Дури и за вашиот друга Кицев не преземавте ништо за негово незаконско вработување како доцент, звање кое му е одземено и веќе му е одземено, и доставивте одговор дека не сте коментирале инспекција на некој си државен просветен инспекторат. Колку брутално од ваша страна. Посакавме изголемување на платите. Затоа, вие пред неколку недели срамежливо се пофаливте дека ќе сте ги покачале платите за едва и 5% и при тоа не кажавте кога и кој месец и дали тоа е само корекција на подот заради зголемените трошоци за живот. Побаравме додаток за борба против коронавирусот, но вие очигледно бевте зафатен со градење, оградител наш најдобар. Па заради фарбањето на поликолор на објектите го заборавивте и оветување. Побаравме и да престанете со пресметка на синдикалните представници. Освен што не престанавте, туку по ваша желба, наши синдикални представници беа повикувани од вашите најблиски советници и приморувани со закани да подпишуваат за други работни места. Нека ви служи на чест. Побаравме и одговорност од вашите вечни две правнички. Со прст не мрднавте, зашто не сте ни за П за правда. Па моравме да ја преземеме одговорноста, да им поднесеме кривична пријава за злоупотреба поголема од 4 милиони евра. За новата 2022 година, во моје име, како председател на Синдикат на полиција во Македонија, нашите представници и нашите членови посакуваме да престанеш да бидеш министер за реклами и пиар и да почнеш да работиш, да почнеш конечно да ги почитуваш професионалците и неистомислениците. Онака како што ти велеше
кога не беше тоа што сега си. Доколку реновираш, реконструираш или не е битно како тоа го нарекуваш, најпрво да почнеш со просториите каде работат вработените, нивните столови, нивните маси, компјутери, нивните средства за работа, хартија, образци, возила, тоа треба. Да им набавиш стопалки, свирчиња, панцири, шлемови, плочи, гасмаски, а не да ги прологираш одредбите од заштити здравје при работа после 2025 година. Да престанеш со фаворизирање на еден синдикат, кој себе си се нарекува единствен репрезентативен, а досега нема доставено писмен документ каде не знаеме ни што е се, ни кој се. Да престанеш со незаконските решенија и веднаш со писмените наредби, за да не те боли за тоа глава еден ден. Па набави ги конечно сите делови униформа и демонтирање во се што те критикуваме до сега. Покачи ги платите во полицијата. Доста со злоупотреби со прековремените часови во секоја организацијска единица. Да, точно е, 2 пати оваа година побаравме оставка од тебе како министар. Поради резултатите кои ги покажуваш, оставка ќе побараме и во наредната 2022 година. Се додека не ја дадеш и на твое место дојде министар кој ќе престане да го прави погоре наведеното. Или смени го однесувањето и остане. Тоа нас не ни е проблем. На самиот крај посакуваме здравје и мир на сите колеги и Господ да ја чува на терен. И чувајте се самите, бидејќи очигледно министерот и самото министерство не се способни да се грижат за тоа. Од полициското постапување секој ден гледаме се поголемо и поголема понижување и незаштита на вработените. Од респектабилна служба, министре, направивте секој, било кој да напаѓа, да тепа, да гази, да плука полицаец и за тоа одговорност да има со години по судовите, а може и да нема одговорност. Нека ни е срекна и берекетна новата 2022 година. Да бидеме сите живи и здрави. Благодарам.